Државата ги игнорира, но јавноста не. Еколошките возила кои ги има во се поголем број полека и трпелово остануваат дел од нашето секојдневие. Дека е така, решија да покажат автоклубовите Primo Racing и Classic заедно со Автомагазин, кои ја организираа тркалезната маса на тема можности и перспективи за реална употреба на хибридни и електрични автомобили во Македонија. Одржана во Сити Мол Скопје, на оваа тркалезна маса земаа учество представници од градот Скопје од одсекот за сообраќај ЕВН Македонија, како и увозниците Порше Македонија и Мида Гранд Моторс. Низ интересна и конструктивна дискусија се отворија прашањата околу загадувањето, кој е резултат на сообраќајот во градот, но и користењето и популаризацијата на еколошките возила. Како што најави представникот на град Скопје, во следниот период ќе се работи на набавка на еколошки автобуси кои користат зелена енергија. Представниците на ЕВН Македонија пак потенцираа дека бројот на полначи секојдневно расте. Капацитетот со можност од 22 киловат-часови е во рангот на полначи со мала моќност, но дека типот и бројот на полначите ќе расте со бројот на електричните и плагин хибридните возила. Увозниците сметаат дека во следната декада бројот на хибридни возила од двата типа и електричните возила ќе ги зголемуваат својот удел во пазарот, но за тоа покрај адекватната цена потребна е позитивна легислатива и инфраструктура. Оваа тркалезна маса од учесниците оценета како одлична почетна иницијатива која треба да прерасне во почеста пракса со конкретни заклучоци и место од кое треба да се делува не само за популаризацијата, туку и влијанието за зголемување на еколошкиот отисок во сообраќајот. Исто така, ова беше увод во првото еко-авторели за електрични и хибридни возила во Македонија. Замислено како настан со спортско-рекреативен карактер, акцентот беше ставен на заштитата на природната околина и безбедноста во сообраќајот. Со поддршка на неколку наши импортери на возила, други компании и поединци, учествуваа 8 автомобили од 7 марки. 3 беа хибриди, 1 плагин хибрид, а 4 електрични. Веќе самиот овој состав кажува доволно за популарноста и позитивниот имидж што еколошките возила ги имаат во Македонија. Стартот и целта беа во Скопје Сити Мол, а рутата на движењето поделена на 3 етапи. Контролните точки беа на Средноводно и кај хотелот Хилтон, а по пристигнување се одржа и специјална временска етапа. Со оглед на карактерот на возилата, место со брзина, надпреварувачите треба да ја покажат својата вештина со прецизно возење и да поминат 100 метри за точно 15 секунди. За најуспешните на релито беа предвидени пехари и признанија, но победници всушност сме сите ние, бидејќи со зголемување на бројот на ваквите возила, воздухот што го дишеме ќе биде почист. Со цел да стане традиција, оваа манифестација која предизвика голем интерес во јавноста беше проследена со изложба на еколошки возила пред Скопје Сити Мол, на која сите заинтересирани можеа да се запознаат со нивните карактеристики.